за жал, веднаш ќе констатирам, дали Македонија со новата влада очигледно ја менува својата стратешка ориентација, веднаш да одговорам да. И според мене тоа не се гледа само според кредитот што е земен, големото пријателство кое се демонстрира, јас би рекол, не само со Унгарија, туку и со Србија, а на некој начин врв на целата таа политика има многу врвови, ама еден од тие што го памтиме од пред неколку дена, гледаме веќе проектот Отворен Балкан со отсуството на Еди Рама веќе станува практично српскиот свет што го знаеме како контури. Третата работа е веќе сите ние бевме сведоци дека имаше отворена политика на владата на Република Македонија да го блокира коридорот 8 и тоа сега слушаме, нели, како се вика, оправдувања, нели, проектот не бил добар, не минувал вамо, минувал тамо. Меѓутоа сите ние ќе се потсетиме дека самиот почеток беше општо негирање од потребата на коридорот 8. Коридорот 8. Како нешто непотребно, нешто излишно, нешто што не и треба на Македонија, иако тоа е стратешка ориентација и на ВМРО-ДПМН буквално од основачкото собрание, тоа е стратешка ориентација на НАТО земјите, на Европската унија. Да не забораваме дека Италија е главен спонзор на целиот проект за успешно реализирање на тој проект. Конечно, целата сила на Македонија како транспортен коридор, Македонија, познатата фраза Македонија центарот на Балканот, е ако функционира и коридорот 10 и коридорот 8. И четвртата работа, или трета, сега не знам која поред, е веќе отворената блокада на самиот пат на Европската унија. Зошто велам отворена блокада? И ставот на Европската унија преку францускиот преглед, ова предлог го знаеме веќе доста одамна, можеби 2 или 2,5 години помина од тогаш. И ти да бидеш одговорен политичар, кој ќе добие огромен мандат од граѓаните на Република Македонија, да се правиш дека тоа не си го чул 2,5 години и да доаѓаш и да се обидуваш да измислуваш некои нови ситуации, нови правила, нови услови кои ти ќе ги даваш како земја, нели, која треба да влезе, а некои треба да ти го дадат таму кај што треба да влезеш, јасно зборува дека ние како да имаме обид за една отворена блокада на самото влегување во Европската унија. Во таа насока ја само можам да кажам дека се прави драма од нешто што навистина ниту ја негира Македонија како држава, ниту го негира македонскиот идентитет, ниту пак нешто драматично ќе се случи, именно влегувањето во уставот на, сега според најновиот извештај на Европската унија, на 6 народи, ни се додадоа и словенците, што нема ништо лошо во тоа, што ние ги заборавивме во првиот предлог, нели? Каде е тука драмата? Најверојатно само актуелната влада и неколку такви, нели, структури околу нив ја знаат драмата. И кога го гледаме тој речник со некоја висока патетика за одбрана на Македонија, за одбрана на македонскиот идентитет, црвени линии, не знам какви се тешки реченици за потресување, не можеме да не си го поставиме прашањето што е тоа што Македонија ќе го изгуби ако конечно го решиме тој проблем за месец дена и одиме понатаму во Европската унија. Значи, самиот тој чин на правење на проблем кој што реално не е проблем според филозофијата на македонската држава, од Илинденското востание, Аснон, па првиот устав на независна Македонија, па до ден денеска, каде што сме широко отворени за малцинствата, националностите или ако сакаме сега народите, е навистина за мене несватливо. Значи, според мене, очигледно оваа влада така демонстрира еден наратив како ретко никоја досега влада во Република Македонија
каде што едноставно во овој момент јас гледам, значи нагледаме на тотална безидејност на она што се нарекува наш пат за европската интеграција. Со самото тоа што ние станавме членка на НАТО, методите на притисок на меѓународната заедница се малку помеки према било кои политички процеси во нашата држава и према сите држави што се членки на НАТО и на Европската унија. Значи, ние ако очекуваме некој притисок од типови кои сме ги гледали во минатото за разни прашања, јас мислам дека нема тоа да се случи. Меѓутоа, исто така нема да се случи и некоја драматична промена во ставовите на Европската унија во контекст на она што сега го бара актуелната влада. Во таа смисла, за жал, ние сме оставени на нас самите, и тоа е можеби најтешкиот момент во целата ситуација, именно ќе се чека ние да созрееме, да пораснеме, не знам што да направиме и да сватиме дека никогаш толку близко не сме били до Европската унија, треба да направиме само еден чекор, за мене безборен чекор, иако пак ќе кажам некои го представуваат како не знам каков болен удар за македонскиот народ сето тоа, а тоа е внесувањето на овие 6 народи во преамбулата на Република Македонија. Во таа насока јас можам да кажам дека значи сега практично ние гледајќи ситуацијата, дури што кажа господјата Корубин, не е ни веќе непрепознатливо, препознатливо е се, освен на една-две телевизии, на дури и новинарите кои подржуваат тој концепт на актуелната влада, ми се чини се во малцинство. Значи, некогаш можеби тие системи во времето на Никола Груевски ќе поминеа многу по со масовна поддршка. Денеска мислам дека ние имаме на ситуација кај што владата, политиката на владата е веќе провидна. Значи, не знам кои се механизмите дури со кои може тие да манипулираат веќе. На секој оној кој е пораснат во политиката, јасна му е ситуацијата дека ние сме доведени до безизлез. Ние сме доведени, што викаше господин Николовски, во тунел без излез. Само што овде е реално тунел, таму може да се копа па да го најдеме излезот. Значи, ние имаме на ситуација каде што владата треба да каже, еве, тие не сакаат вака, не можат вака, треба да понудат што сакаат. Што е алтернативата на целата таа позиција? Онаа што го нудат очигледно повторно не убедуваат последните 10 дена, сите не подржуваат, многу напредок има, сите не разбираат, само што тоа е пак една реторика за внатре во Македонија. Кој ги погледнете изјавите на дипломатите од Европската унија, вклучително и вчерашните, вие гледате дека нема ништо таа приказна. Значи, се е толку прочитливо, се е толку препознатливо, а смешното, односно трагичното е што чекорот е толку мал, чекорот е толку едноставен и не знам што се сите тие навистина создавања на непотребни драми. Јас сега ќе поставам пак прашањето. Што ако се случи Македонија утре го мени уставот и во уставот влегуваат бугарите, хрватите, словенците, евреите, црногорците, египјаните? Што ќе се случи другиот ден Бугарија пак да реши ќе стави ова вето? Ние нешто сме изгубили од македонската државност, сме изгубили од македонскиот идентитет. Не, само сме збогатиле Македонија. И тоа во филозофијата и теоријата на оваа држава, пак ќе кажем, од Илинденското востание па до ден денеска. Богатството на малцинствата, на народите го негуваме и го поддржуваме во сите сфери. Затоа јас сметам дека ние имаме една ситуација која навистина за мене е препознатлива, можеби е за некој тешка дефиниција, меѓутоа се повеќе и повеќе во овие 6 месеци се исцртува дека за жал оваа влада веќе е подезвидувач, еве да речеме, на таа оска Унгарија, Србија. Значи, подезвидувач.
Наместо овде да влеземе и да бидеме равноправни со сите, ние прифаќаме улога на подизведувачи. Значи, тоа е вака онаа што го гледам. Знаете, се драматизира, се прави проблем нели од вториот дел со историјата. Знаете што? Додека јас исто се сложувам дека начинот на кој се менеджира таа историска комисија не е баш успешен, и јас самиот неколку пати зборувам дека начинот на кој се води таа историска комисија треба да го промени својот дневен ред и начинот на водењето. Меѓутоа, тоа и да стане така, тоа не се прави со јавни навреди, со јавни фалења, толку е, готово е, црвена линија, кои се тие, еве, кои сме ние. Туку тоа се едноставно оди на дипломатски начин и се кажува. Ние сметаме дека ова и ова треба да се промени. А конечно, кога сме кај историјата, јас навистина не можам да сватам, ние во последните 4 месеци сме сведоци буквално секој месец на одбележување на некој настан кој за македонската официјална историја, нели ние сега се бориме за македонската официјална историја цело време. Значи за македонската официјална историја времето на Караџорџевиќ од 18 до 41 година е исто како и фашизмот од 41 до 44 година, барем тоа така сум учел јас и така го паметам целиот тој период. Значи, за една Македонија која беше во Југославија, периодот на политиката на Караџорџевиќ беше означена како монархофашистичка, диктатура, режим, како Југославија зандана на народите. Тоа беше дефиниција и на комунистичката партија, тоа беше дефиниција и на десницата, и југословенска, и македонска. И сега ние одеднаш гледаме, овде правиме драма од историјата со Бугарија, значи не сакаме да признаеме една точка во таа општа историја со Бугарија, а од друга страна гледаме секој ден прославуваме заеднички битката на Зебренјак, битката на Брегалница, битката на Кајмакчалан, денот на победата, како што го викаат, во Битола, некни бевше последниот настан. На тие настани доаѓаат српски функционери, државни функционери, не опозиционери, представници на државата српска и во присуство на македонска армија, на македонско знаме, употребуваат терминологија ослободување на Стара Србија, ослободување на Јужна Србија, ослободување на Кралска Југославија, ослободување на србите. Кои Срби во Македонија? Мислам, си има, нели, Србија, ама не изборуваме за мнозинството, нели така? Значи, сето тоа, едноставно, ниту знаеме кои историчари ја сменили историјата, ниту дали имало комисија. Значи, од една страна, повторно овде се прави трагедија од нешто што треба да го дискутираме, а овде ни се протнува една цела таква приказна која со подршка на мејнстрим. Со подршка на мејнстрим. И тоа не е трагедија, а ова е трагедија. Значи, јас навистина не знам, ама навистина сметам дека практично ние остапките што ги правиме во така наречената општа историја према Србија се барем 3 пати посилни отколку она тоа што го бара сега Бугарија од нас. И повторно овде се премолчува, овде се прави трагедија, значи нонстоп таа една хипокризија која го демонстрира власта и дел од македонското општество по тоа прашање. Малку сум под импресија на интервјуто што го гледав на поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски на еден подкаст, мисличени кај Мирчевски, кај што прв пат, дори јас сум зачуден како во Македонија толку може на таква важна информација, толку нетранспарентно да се чува во тајност барем десетина или не знам, можеби не десетина, ама 6-7 години, иако нели сите не имавме некакви полуинформации. Имено тој зборува за средбата на господинот Никола Груевски во Америка со Хилари Клинтон и со Џо Бајден, тогаш како потпредседател, кај што требало да даде согласност, тој ми се чини 2017 година, така нешто била средбата. Не, порано, 16 така нешто, каде што треба да даде согласност за употреба, и тоа многу децидно, само за надворешна употреба на Македонија. На името Северна или Горна Македонија.
Тогаш Никола Груевски го одбива, нели сите се сеќаваме тогаш кога пресконференцијата ја дава на улицата наместо внатре во просториите на State Departmentот. Меѓутоа, тоа е само добра илустрација за жал за политиката на партијата која сум ја водел и сум ја создал, во какви води има запливано и во какви се, не знам, геостратешки, квази национални, квази националистички и квази патриотски нели комбинации е влезена и колку не чини во истото време. Значи, не само што не чини 7-8 години, сега ако се вратиме пак на самитот во Букурешт, тоа е па веќе 11-12 години време. Јас сега сам навраќам само на тоа што е 7 години или 8 години. Значи, во исто време изгубени години, тоа сега ќе преговаравме, ќе влезевме во Европската унија, ќе земавме веќе фондови, средства, ќе учествувавме сето тоа што го учествуваат сите други членки на Европската унија. Може би ќе зборувавме сега за влегување во еврозона, во Шенген зона и сите тие работи. Значи, благодарејќи на тој квази патриотизам, не само што сме ги изгубили годините, туку сме изгубили и суштински од Македонија, затоа што не е се исто да беше таа употреба за надворешна, значи за надворешна употреба и да биде и за внатрешна употреба. Сега оваа ситуација некако ме потсеќа многу на истата ситуација. Истата партија, истите луѓе, истата кратковидост, истиот квази патриотизам, со тоа што цената сега е 10 пати помала од онаа што тогаш требало да се направи. Просто не знам како да и се помогне на оваа влада. Мислам, за жал ситуацијата толку е на некој начин очевидна, прозирна, јасна, тие се повекуваат на нивните, колку се сега таму 1000 гласови што ги добија, не се ни сеќавам 500-600 илјади, една убедлива победа. Меѓутоа таа убедлива победа не е за да ја блокираш ти Македонија, туку да направиш нешто од таа Македонија. И конечно, не знам јас, навистина, мојата проценка во таа насока дека ние најверојатно ќе бидеме сведоци повторно на една изгубено време, на една изгубена генерација. Значи, 2 години веќе поминаа од прв пат кога беше францускиот предлог спомнат. Ништо чудно овие 4 години исто така да поминат и на крајот ние ќе имаме 6 години изгубени. Најверојатно во тоа време Црна Гора веќе длабок член на Европската унија, Албанија најверојатно ќе ги привршува разговорите, ако не и ја внесат. И ние повторно ќе кажуваме како, не знам, целиот свет е против нас, не знам, нема правда и не знам какви се приказни, сме се изнаслушали сите овие години. Македонското општество 30 на години јасно има декларирано евроатлантски пат. На тој пат сме доживувале многу удари, многу притисоци и реално многу остатки. Сме поминале навистина преку тешки искушенија и за мене е тотално ирационално сега кога толку малку се бара, јас тоа што се бара дури не го сметам ни зостапка, затоа што пак ќе кажам, филозофијата на македонската држава е таа да ги негува, да ги збогатува етничките заедници, народите, малцинствата што живеат на нејзина територија. Во таа насока можам да кажам дека навистина овој квази патриотизам кој во овие 30 години никогаш не бил неприсутен во Македонија, меѓутоа со преспанскиот, односно со борбата за името и сега со оваа борбата уставот да го штитиме, не знам по какви се основи, покрај тоа што сите знаеме дека 8 пати веќе го имаме сменето истиот тој устав, за мене е ирационално. Значи, навистина сметам дека ова што го правиме сега како држава и како граѓани на оваа држава, преку владата која има многу голем мандат да управува со оваа држава,
е за мене несватливо. Навистина несватливо и сметам вака не се случило и не памтам некоја држава или некој народ толку голема шанса да ја упропасти заради некои рационални состојби.